Долгорочните наблюдувачи на цивил веќе подолго време ја наблюдуваат состојбата на станите и процесите поврзани со референдумското изјаснување на 30 септември. Тоа е еден период кој подолго време, повеќе месеци го мониторираат над 30 наблюдувачи, долгорочни наблюдувачи на цивил. Тоа особено се интензивира, се разбира, со почетокот на септември. На почетокот на месецот ние забележуваме низа проблеми кои се однесуваат на правото на глас на граѓанките и граѓаните. Пред се говори, во извештаите се говори за низа случаи во кои граѓанките и граѓаните се под силна пресија, како онлайн, како на онлайн медиумите и онлайн мрежите, социјалните мрежи, така и во секојдневниот живот. Тие се соочуваат со закани и со притисоци да гласаат против, да се приклучат на движењето за бойкотирање на овој процес. Меѓутоа, исто така се забележуваат и неколку случаи во кои тие трпат притисоци и да гласаат за. Овие притисоци ги забележуваме на сите нивоа и во повеќе општини во Република Македонија, со детални извештаи секако дека ќе излеземе во текот на оваа недела за да можеме да предупредиме на овие појави, но она што најмногу ја засегнува нашата работа за мониторинг на референдумот се однесува на една крајно незаконски, недозволена постапка, односно активност, а тоа е дека одредени структури нудат пари. Веќе ги знаеме и износите на парите кои им се нудат на социјално загрозени семејства за да ги предадат своите лични документи на 29 септември, а да ги добијат назад на 1 октомври, а со тоа да бидат оневозможени да си го искористат своето право на глас. Ние имаме поточно 7 општини во кои се забележуваат вакви случаи. Во овој момент ги алармираме институциите да преземат мерки и решително да санкционираат ваква незаконска и недозволена активност на одредени структури и тоа сметаме дека мора да се направи час поскоро. Се разбира, со нашите информации им стоиме на располагање и на институциите за да можат да преземат мерки според законот. Тоа што исто така апелираме постојано, а и во оваа прилика би сакале да го направиме, е на говорот на омразата да не одговараат со говор на омраза. Бидејќи говорот на омразата понатаму го радикализира општеството, го дели и понатаму општеството и придонесува кон тензии, а се разбира со тоа и кон безбедносни предизвици за целата земја. Заради тоа, на говорот на омразата, без говор на омраза, туку со аргументи и се разбира со насмевка.